Вислечет гол. Викам, докторе, да изоблечам маицава, патикиви и чорапиве. Нет, ти слечет тотално гол. Викам, ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди, а сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира кога ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плаќаат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров, која е сега, и доктор Винокуров да му рече, тавариш Путин, так, буде све нормално, вислечет гол. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Па Путин тепа мечки. Путин фаќа змии со голи раце. Путин дњури. Путин вози точак. Путин слуша техно. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Знаеш ли, бе, докторе Винокуров, шо ќе ти се случи ако ти на Путин му кажеш вислечет гол? Па има да те снема, бе, до пролет. Цела зима ќе бидеш маскиран у снешко. Ке те најда дури у јуни месец кога ќе почне да се топи тоа снегот и у руските вестници ќе пишуе: пронајден доктор Винокуров у ноември излегол да купи цигари, али пошто било многу ладно, застанал да припали една и станал снешко. Јеби га, Русија, ладно е тоа. А ја да не јадам гумна и мене да ме направат снешко. И така ја му викам, нели, на доктор Винокуров, уште еднаш му викам, докторе, цел да се соблечам? Но, руска медицина сказала цел. Викам, затоа е прегледов 4500 денари, пошто се соблакаш у гул-гол. Викам, па добро, тоа е нормална цена, ако можем ја кај оваа матичнава за диши, кога немам плави картони да платам 600 денари, зашо кај овој, нели, не би платил 4500 денара? Ја така стојам у гул-гол пред рускиот доктор, а он покажува со тоа прстот на матовечкиот стол и ми вика, ти спружил се тук на стола. Викам, докторе, читай ми од усни. Нема шанси да легнам на мртовечкиот стол, ќе мора да ме прегледуваш стоечки, ќе стискам зуби. Давај, ми вика, спружил се тук на стола. Не бе, викам, доктор, ај што ме соблече, тоа некако ќе опребродам. Ама да легнам на мртовечкиот стол, бе, нема теорија. Но, ја ти би ја сказал, па че му ти легнал гол на мртовечки стол. Зашто бе, му викам, ај кажи, треба ја со хемороиди да легнам гол на мртовечки стол? Так, ја тебе сказал, па че му. Слиши ми њами, вика. Тавариш, стола много хладен. А руска медицина сказала да ребетен мозък контролираат твои красиви мальчики хемороидочки. Kad ti spružil se gol na stola, tvoj organizam dobil šok. I rebeten mozak сказал на твои красиви мальчики хемороидочки да се повлечаят за увек. И твои хемороидочки капут. Викам, има логика. И Хитлер така од ладното капут. Викам, докторе, па шо не кажа одма, бе, ако так руска медицина сказала. Јас се соблакам гол, легнав на тоа мртовечкиот стол. Леле, луѓе, столот беше поладен од надгробен споменик на сибирски гробишта за Нова година. Кога легнав, заборев зашо дојдов и кого барам. И така лежам едно 15 минути, која стануе овој доктор Винокуров и ми вика, тавариш, јас свршил, ти станал. Зашо бе, викам, докторе, да станам? Па мене ми е многу убаво да лежам гол на мртовечки стол. Па тоа му доаѓа као ново сексуално искуство за мене. И не знам како станав и не знам како стигнав до дома. Али кога стигнав дома, знам дека по неколку дена пак ми проработеа хемороидите и ја цурик назад кај Винокуров, нели, да направам рекламација на газов. Од него ни трага ни глас. Доктор Винокуров пред 3 дена се изгубил во непознат правец. Ја тогаш сватив дека он мене ми зема 4500